Здраво на сите, јас сум Даниел. Добродојдовте на новиот серијал на Едуино видео упатства, каде во наредниот период ќе се обидеме да креираме видео упатства за поддршка на процесот на онлайн настава. Во ова видео ние ќе се запознаеме како да го инсталирате Microsoft Teams на вашиот смартфон уред и како да се најавите на самиот Microsoft Teams. За да го симнете Microsoft Teams на вашиот смартфон, односно на вашиот телефон, ви е потребно да кликнете на иконката Play Store и во полето за пребарување да запишете Microsoft Teams. Доколку ви се појави оваа иконка, кликате на неа и ја инсталирате апликацијата од вашиот Play Store. Кликате Install, чекате за да се симне, во зависност од брзината на вашиот интернет, ќе зависи колку брзо ќе се симне оваа апликација. Откако ќе се симне апликацијата, чекаме за да се инсталира. И откако е инсталирана, можеме да ја отвориме директно, кликање на копчето Open, или пак да ја вклучиме од нашиот телефон. Ќе забележиме на нашиот десктоп, на нашиот смартфон, веќе ја имаме иконката за Microsoft Teams. Со кликање врз неа ќе ни се отвори едно прозорче каде што треба да го внесеме нашето корисничко име, како што рековме, кое што ни е испратено од нашето училиште. И тоа формат 2 мали букви, кои што се иницијалите од вашето име и презиме, и 6 цифри, односно 6 броеви. Потоа мајмунче или @schools.mk. Ќе внимавате да не погрешите во пишувањето на самите броеви, букви или пак интерпункцијски знаци. И доколку е се во ред, кликаме на копчето Sign In. Ќе ни се отвори ново прозорче каде што треба да го впишеме нашиот привремен пасворд, односно нашата привремена лозинка, која што ни беше испратена од нашето училиште. Доколку веќе сте се најавиле и веќе сте ја промениле вашата привремена лозинка, ја впишувате новата, односно вашата лична лозинка. Ние ќе претпоставиме дека прв пат се најавуваме. Ќе си ја запишеме нашата привремена лозинка. Доколку е се во ред, кликаме на копчето Sign In и ќе забележиме ни се отвара ново прозорче каде што во првото поле ја внесуваме уште еднаш привремената лозинка и во следните две полења ја внесуваме нашата нова лична лозинка. Значи во првото поле ја внесуваме уште еднаш привремената лозинка и во второто и третото поле треба да се совпаднат, ја креираме нашата нова лична лозинка, која што треба да биде составена од 8 карактери, од кои што карактери треба да содржи голема буква, мала буква, број и знак. Доколку ни се совпаѓаат последните две полиња, тогаш е во ред и со кликање на Sign In треба да се заврши процесот и да не најави со новата лозинка. Доколку сме сгрешиле нешто, тука на овој дел со црвени букви ќе се појави порака со нашата грешка. Кликаме на Sign In и доколку е се во ред, сме се најавиле на нашиот Microsoft Teams. И доколку прв пат се најавуваме, ќе ни се појави ова прозорче каде што имаме една порака за добре дојде и инструкции и се најавуваме на нашиот Microsoft Teams. Се наоѓаме на работната површина на апликацијата Microsoft Teams. Вака ни изгледа самата апликација Microsoft Teams. Во долниот дел
ќе го забележиме главното мени со главните апликации кои што ќе ги користиме за менаџирање во Microsoft Teams и тоа. Првата иконка ни се активности. Тука ќе ни се појавуваат сите оние активности што се случуваат за време на онлайн наставата во Microsoft Teams, доколку некој не спомене во порака, доколку имаме нова порака во чет, дали е тоа групна или пак индивидуална, доколку имаме нов тест, имаме нова работна задача или пак имаме нов онлайн час, сето тоа најпрви ќе ни пристигнува во оваа апликација Activity. Понатаму следната иконка, односно следната апликација ни е апликацијата Chat, доста позната, каде што можеме да вршиме разговори помеѓу соученици, помеѓу наставници и ученици, или пак во самиот онлайн час ќе се излистаат тука сите оние разговори, односно со кликање на иконката се отвара едно поле каде што можеме да внесеме корисничко име или пак име и презиме од некој друг учесник и да започнеме разговор со него. Со кликање на иконката Back се враќаме назад. Следната апликација, односно на средината ни се наоѓа апликацијата Teams. Со кликање врз неа, тука ќе ни се излистаат сите наши наставни предмети кои што ги имаме оваа учебна година. Значи тука ќе ни се излистаат сите предмети кои што ги имаме оваа учебна година и со кликање на General под самото име на предметот ние влегуваме во самиот предмет. Веднаш влегуваме во Posts, односно во ѕидот на самиот предмет и можеме да забележиме се што се има постирано во самиот предмет од страна на нашиот наставник или пак од страна на нашите соученици. До Posts, односно до ѕидот на самиот предмет се наоѓа и табот Files, односно тука можеме да споделуваме или пак да разгледуваме фајлови и фолдери кои што ги имаме споделено во овој предмет. За да се вратиме назад, кликаме на стрелката Back. Следната апликација е апликацијата Assignments. Со кликање врз неа ќе ни се отвори една работна површина, доколку имаме некоја работна задача од страна на нашиот наставник или пак доколку имаме некој тест, квиз, ќе ни се излистаат тука и можеме да ги разгледаме. Следната апликација е апликацијата Календар. Со кликање врз календарот ќе ни се излистаат сите закажани онлайн часови или пак онлайн состаноци кои што ги имаат закажано нашите наставници и со кликање врз нив можеме да влеземе на самиот онлайн час или пак на самиот онлайн состанок.